Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добар ден и добро вечер, да речам, вече завршува денот. Почитувани, добро дојдовте во неделната доза Гласот на народот. Со оглед дека знаете дека се моите 5 минути на почеток давам еден вовед, еден воведен збор за оваа емисија. Знам дека ја очекувате и не гледате на сите 5 континенти. Со оглед дека денеска Македонија е домачин на еден самит на лидери на Западен Балкан, што се одржува во главниот град, и ја отвараме најболната тема која ја кочи нашата држава и народ. Бугарските блокади, кои не се само надворешна закана, туку имаат и домашни соучесници, кои поради лични интереси го продаваат идентитетот и иднината на Македонија. Ова емисија е без компромиси. Само јас и Дардан Венецки, без филтри, ќе ја разоткриеме мрежата на предавниците и ќе го разобличиме лицемерието што го тера нашиот народ да стане заложник на странски домашни моќни центри. Че зборуваме за вистинските причини и последици од политичките игри што ја оддалечуваат Македонија од Европската Унија и од достоинството што го заслужува. Денес, како што реков, Македонија повторно на крстопат, во време кога предавството се прикрива зад дипломатски фрази, а вистината е злоупотребена, потребни се храбри зборови и јасни ставови. Клучни прашања во оваа емисија што јас сакам да ја отворам е кој зошто ја кочи европската иднина во Македонија преку бугарските блокади. Најнапред да му посакам добро вечер и добро дојде на Дардан Венецки, историчар, еден добар мој пријател и македонец, пред се, секојаш велам прво со македонец, а потоа човек. И секојаш велам луѓе размислувајте за ова моја убава порака, Бог да опрости, тоа е од мојот драг пријателнина Дардан Нестор Огинар, со кого како вистински борци за Македонија споделуваме многу убави мисли. Еве и вечерва го спомнам македонецот кој љубел да каже: Слободане, прво сме македонци, а потоа луѓе. Добро вечер и добро дојдовте. Добро најдов, поздрав до тебе, Томичу, и до гледачите на телевизија Вистер. Задоволство и чест, еве денеска Се надевам ќе го задржиме вниманието. Секако. Еве јас само ќе побараме на еден мал джингл за да официјално почне емисијата. Со нас почитувани се, како е обичаено, мојот главен продуцент Кристина Томич. Тоа е Владимир, тоа е Срđan и Благоја, кои еве за вас се по полна пара да ја реализираме оваа прекрасна емисија. Джингл и се враќаме во студиото. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Господин Венецки, со оглед дека денес, како што реков дека Македонија е домачин еден голем настан, видовме што значи политичар и политика водена спроти Македонија во секој случај зборот, како да ја нема, како да ја се уништи. Не се дефетистички фрази или искази, туку тоа е факт. Првиот човек за проширувањето е Марта Кос, директно во градот Скопје, пред цела македонска јавност, вели: вие со еден збор, како новинар, ја веднаш реагира, веднаш напишав статус, утре имам колумна, ќе ја представам и ќе ја читате во Охрид 24, кој навистина мене ме навреди како македонец, со тоа што вели вашиот идентитет, да не ги набрам, тоа е се вашите јадења, вашите носи. Од друга ситуација, не е тоа куртуазно до господинот Мицковски, меѓутоа тоа е премиер, тоа е македонец, тоа е политичар, што не дозволи во градот, кај што е престолнината Македонија, пред македонската јавност некој да не девалвира.
ние пред да почнеме емисијата, да, таквите може едноставно да им речеме персона нон грата. Не сте пожелни. Вие немате право да го девалвирате историскиот факт, фактичката ситуација, кореновиот систем на овој народ кој екзистира илјадници години. Еве како еден врвен историчар, стратег во делот на националниот трезор на Македонија, како ја дефинирате ова изјава? Катастрофа. Ми то претходно нешто една забелешка, ако не ми замераш, што мислам. Многу ми не ме представуваат како историчар поради мојата љубов и 50 годишни истражување на историјата, иначе сум дипломиран правник сте, пардон, да. Така, нема зашто. Меѓутоа сите ме третираат како историчар затоа што 50 години се бавам со тоа. Најмалку 50 пати вложив во историската наука отколку во правото. Вака да не испадне дека лажно се представувам, да објасниме, да знаат и на скоро гостував на некој портал, истото ми се случи, да се знае. Ова што денес се случи е срам не за нас македонците. Таа не понижи што не понижи. Ова е срам за европската и светската цивилизација. Човек од таков ков, на таква висока функција во Европската Унија, да дојде така да не понижи, тоа е незабележено во светската дипломатија. Таа ни кажа практично со ова. Вашиот идентитет се манастирите, графчето, полнетите пиперки, ајварот. Значи, се и ништо. Македонија, Швајцарија на Балканите. Територија, според Ванчо Михайлов, во која што живеат грци, бугари, срби и албанци, и најбројно е македонското население. Што да кажам? Таа Европа, благодарение на таа Европа која ќе пишуваш историјата на сите наши соседи. Во Грција античките македонци се грци, во Бугарија се македонци, во Албанија се албанци, а овде нас ни наметна историја изменета проширено на петтомната од 2000-та година, која што кажа дека потомци на античките македонци се власите. А ние македонците, еве, јас сум македонец. И милиони други во земјата и во диаспората. Што сме? Дојденци, натратници, узурпатори на името Македонија и македонци. А на узурпаторите се знае што им следи. Таа ова практично, фигуративно ни го кажа преку оваа изрека. Значи, све има во Македонија, и грци, и албанци, и срби, и бошњаци, и бугари се, само нема македонци. Таа е пораката. Да ти кажам право и со тоа да завршам, не сакам веќе да коментираме, многу фини беа нашиве политичари, нашиве домакини. Јас за бев ќе ја избркав. Од сред конференција ќе станев и си отидев. Тоа е срамота, ама не за нас. Да внимава Европа кого ни праќа овде. Ова е стара цивилизација, првата европска држава, првата европска црква, и да не ги редам сите се епитети и сите цивилизацијски досрели што ги подаривме на Европа, кој што тие ги по Грчија, за да може да темнуваат својата историја на грчката. Све што е македонско прогласија за грчко. Античките македонци прогласија за грчки за да приграбат цивилизацијата, затоа што ниеден антички автор, ниеден цивилизацијски досрел не ги припишува на Атина, Спарта, Коринт или Теба. А тие се темелат токму на грчката цивилизација превземена преку Рим. Толку за нејзи веќе не сакам да дискутирам. Ова е срам. Треба да се внимава веќе Европа кого праќа, а нашиве да внимаваат кого примаат. Темата е бугарските блокади, играриите и македонските предавници во контекст на тоа што прочитав, слушнав, што навистина е како долгогодишен новинар, 45 години во мас медиумите, навистина не ми е природно, почитувани. Морам само еден мал коментар, господин Венецки, че ми дозволи, а во интерес на се тоа. Па луѓе, па навистина е да речам, колку е честно да се побара средства како да се уништи Македонија. Да се побара средства како да го лишиме не од живот, од политичкото живење, политичар, председател, премиер и редови работи, а на таа сметка да си добиеме по 4 стана, има и такви што имаат, па по некое убаво брзо количе, БМВ, Порше, да не ги редам, патем и други превозни средства. Верувате или не, ова го зборам со чиста совест, имајќи факт дека во сите овие мои години на работење
никогаш не сум бил у ситуација и секогаш проколнувам со еден збор такви луѓе кои немаат чувство кон Македонија и македонскиот народ. Значи, тоа е крај дно на дното. И во контекст на тоа, кој ќе речам, измечари, вие го потребивте, значи, тој збор измечари, апропо соросоидите, кој ден денеска видовме дека во друга пригода со госпоѓата Марта Кос, вели, ние сме за уставни промени и реформи. Се работи с господинот Венко Филипче. Како ја коментирате првото што го спомнав за платеници, медиуми, медиумски куќи и новинари? Па тоа е слика на нашето општество, во кое што владе корупцијата, лагите, невистините или како сакаш поинаку крстили. Ти имаш колеги, ја не се осеќам како новинар, него како човек кој што истражува историјата и кој што 10 години имавме емисија секој своја на телевизија Сонце. Историјата е мојата љубов. Меѓутоа, не се само новинарите, не е само Филипче. Ние таков ков на луѓе имаме кои што придонесуваат, помагаат на западните воени профитери, кои што од секој конфликт и од секој недоразбирање влечат своја полза, не можат без домашни соработници. Ниф им требаат суди, ниф им требаат обвинители да ги штитат од криминали, ниф им требаат новинари кои ќе бидат гласноговорници на нивните идеи, медиуми кои што ќе бидат гласноговорници на нивните идеи и валкани намери. Без тоа не може. Сегде. Меѓутоа наше е да се бориме и ќе се избориме. Зато се ваквите емисии како Гласот на народот и други, сега да не ги споменувам, каде што вистината ќе си дојде. Колку се слуша Гласот на народот? Имајќи фактот дека народот гледа, а нема можност кај да го артикулира. Само ова, знаете што, среќен сум што во овие 25 години со оваа емисија успеевме да влеземе во менталниот чип на македонскиот народ и го успева да го прикаже, ако не може директно, на свој начин дека е нешто вредно. Еве во контекст на се тоа. Дали таква ситуација измечарска доведе да госпоѓата Кос директно во лице не ја преснева срамна изјава на пресконференција, девалвирајќи го, негирајќи го суштественото, тоа е македонското? Види, во велат за љубов треба двајца. И во политикава, и во разнебитувањето, и во валканите работи пак треба двајца. Така? Европа не може сама да разнебити Македонија. Барем сега веќе, очигледно стана дека не е во прашање внесот на бугарите во Уставот, него е нешто многу посуштествено. Македонскиот идентитет и јазик, атекот е врз него. Марта Кос атакува на него. И тоа треба да се каже во очи. Во овој случај само народот е трезвен. Се додека ние премолчуваме на ваквите работи, на ваквите негаторски работи, на ваквите геноцидни, ова се геноцидни акти, а ќе ни се случува се дотогаш додека имаме политичари кои што слепо трчаат кон Брисел, не водејќи сметка за црвените линии и не водејќи сметка за ставовите на најтрезвениот елемент во оваа држава, тоа е народот. Народот на референдум кажа 30 септември 2018 година не за ЕУ, не за НАТО, не за Преспанскиот договор. Со тоа народот испорача налог за прекин на пристапните преговори. Кажа не сакаме ЕУ, не сакаме НАТО. Со кое право некој сега не турка во Европската унија? А тие те гледаат дека слепо трчаш, ги прифаќаш сите уцени, сменивме знаме, символи, се откажавме од македонско малцинство, сменивме... Тоа кажа и Мицкоски денеска на пресконференција. Се откажавме од суверенитет, се откажавме од основните принципи во меѓународната дипломатија, се откажавме од реципроцитет. Од што не се откажавме? Па зашто да не те притискат? Зашто да не те понижиат? Она практично денеска ни кажа, вие не знаете што се. Одберете се идентитет, според вкусот на соседите.
Вие сте сами си кажете, сте си кажале во историјата дека сте дојденци од заткарпатските мочуришта, не сте грци, не сте срби, не сте бугари, не сте албанци, не сте власи, што сте? И тоа сака од нас денес. Зато не споредува со Пинџур, со Ајвар, со Графче, со манастири, со што не. Страмота. Во контекст на се тоа, имаме еден парадоксален на хипокризија од Социјалдемократскиот сојуз. Не сакам никој да го спомнам тоа име, значи мрско ми е да му го спомнам името на човекот кој го продаде името на државата, а од друга ситуација неговиот следбен или портпарол денеска вели ние мораме да се интегрираме. Па се прашувам, добро бе луѓе, кого правите вие слепи? Кого правите вие будали? Морам со таков вординг. Каде бевте вие на тој шверцерски начин што надвор од народот, далеко од народот, далеко од опозицијата ги донесовте? Тоа е Бујар Османи, Којвачевски. Нормално со преференца и заштита од Зоран Заев и Али Ахмети. И дали има држи вода што Венко Филипче се вели барами обединување и да го решиме овој проблем? Ма зашто не ја обединиме? Зашто да се обединиме? Како да ја расчистиме случајот? Ја не го слушнав да каже околу што да се обединиме. Околу предавството? Добро. Ја од негова уста, освен предавство, отстапки, понижување, не сум слушнав. Околу што да се обединиме? Околу тоа дека треба да го избришеме идентитетот, како што оваа госпоѓа денес ни кажа. Да го избришеме јазикот. Најстариот јазик на европскиот континент, кој го содржи кодот што го дешифрира минатото, што најмногу им смета на запад. Дрдан, ај кажете нешто за македонскиот јазик. Бидејќи еве политичарите секој честни случајци, едно од основните предуслови, тоа е јасно, дека мора да ја познават историјата, па да влезат у политика или да се представат дека се политичари. Секој честни случајци. Што е кој е македонскиот јазик? Па да им се упати евено до порака до гледачите, до политичарите, па и тие што не слушат од другите центри. Еве сега, јас не сум човек кој што сака некого да му соли памет, да му ја полни главата со своји мислења, со своји ставови. Македонскиот народ единствено, реков, е трезвен. Најтрезвениот елемент во оваа држава. Нашата наука од 44-та, кога сме ја возобновиле оваа држава, до денес нашава наука, сите земји, МАНУ, Институт за национална историја за македонски јазик, од античките македонци открија само 150 глоси. Толку имало не можеме да го реконструираме јазикот. Ама за среќа тука се автохтонистите, самостојните истражувачи, учени луѓе, како што се професор доктор Ташко Белчев, двоен доктор на науки, професор на 2 универзитета во Полска и во Македонија, Аристотел Тентов, академикот Томе Бошевски, да не ги редам, Василијов, Сисиме Пандовски, Ангелина Маркус, Маргарита, Александар Донски, еден куп луѓе кои што читаат и алтернативни извори. Па што разбираме ние од нив? Ние имаме само еден речник, внимавај сега, еден речник на славофони зборови. Автор е Константин Циулка, грк. Книгата ја објавил, така му се вели, речник на славофони зборови, објавена во Атина 1907 во која што има 4000 славофони зборови, но тој вели не се од жителите на Северна Грција, неќе ни македонци да ги нарече, туку се тоа зборови од античкиот грчки јазик, од кој 1260 се од Хомеровите епови. Ја открија двајца родолюби. Не можеше МАНУ, не можеше Институт за македонски јазик. За национална историја, еден доктор од Прилеп и еден, да не му го спомнам името, од Пиринска Македонија, на интернет ја најдоа на Крит во антикварница, отидоа со свој пари ја донесоа, толку пари имаа да преведат само 40 страници, иначе книгата е 340. Во неа 4000 славофони зборови за кои што они тврдат дека се од античкиот грчки јазик. Па каде имаше славофони зборови, така наречените грци, кои прва држава добија 1832 година, се дојденци од Африка. Децидно ни го кажува Есхил.
Атинјанино живеел 525-456 година. Дојденци од Африка. Каде таму има славофони? Етиопија, така. Кај сака нека биде, како сакат нека е крстат. Значи таму имаме 4000 зборови. Љубен Стојановски, инженер од Битола, кој исто така го истражува овој јазик, во кој не речникот најде 2000 зборови кои што и ние денес ги имаме во јазикот. Професор доктор Ташко Белчев поднесе проект до Ману. Внимавај. Со 900 зборови најдени на надгробни плочи низ Македонија, кои што и денес ги користиме во нашиот јазик. Професорите Тентов и Бошевски на каменот од Розета, само на 1/3. Каменот од Розета е 1,14 на 70 сантима. На 1/3 од каменот, тоа е вториот текст, според Шамполин старомакедонски, третиот е новомакедонски, првиот се хиероглифите, знаеме. Да. Откако ги прочита хиероглифите, ги дешифрира, некој му шепна, застане и застана. Ама човекот кажа, вториот текст е старомакедонски, третиот новомакедонски. Ево тој старомакедонски, вториот текст, 417. Ако нова ги додадаме истражувањата, Јакоб Филип Фелмерер, кој што 1832-36 престојуваше на Пелопонес и најде 1900 топоними словенски. Кој ќе опомнеш со 10 или 20 микротопоними, цел јазик го добиваш. Ако ги дадеме тука речниците на Хесихи и Суда од 5 век, кој дава зборови од повеќе јазици, меѓу кои македонски, таа бројка надминува 10-12 илјади, со микротопонимите над 20 илјади ќе дојде. Како и денес. И треба ли сега да му објаснам на народов, еве, на гледачите на Вистел, кои биле античките македонци и кој јазик го зборувале? И сега некој да ми нели беше то 24-ти ќе биде запишен во историјата најсрамен ден на Европската унија. Се расправаше за јазикот на еден народ, што е лично и неотугиво право на секој поединец и на секој народ. Правото на самоопределување и самоидентификација. А Европскиот парламент расправа и не можа да докречат, прво мисличини на 4-ти почна, па на 24-ти, и го одложи, сега пак ќе одлучуваат негде 8-9 јули. Па нели е тоа срамота? Слушнале ли овие луѓе за повелба на Обединети нации, за универзална декларација за човекови права, за Европска конвенција за права на 77 е веќе кодифициран во Обединети нации. Нема расправа за наш јазик. На што ме тера Филип Чемене? Зашто да разговарам? Или актуелни политички? Зашто месец дена барат од бугарите да се сретнале? Зашто да се сретнат? За јазикот свој да разговарам и за идентитетот. Да не ме пречи да влезам во Европа. Нека ми простат, ама тоа е понижување. Не, дали заслужува македонскиот јазик, еве, затоа ви дозволив, знам дека е еден од единствените во моментот сте во државата, која знае убаво генезата и развојната ситуација за откривање и дефинирање на македонскиот јазик, модерен јазик, македонски јазик. Како модерен? Па ние од Цепенков до сега имаме разлика, не можеме да се разбереме. Јазикот е жива материја, еволуира. Се надоградува, се унапредува. Ајде да го споредиме со она. Они велат дека вашиот јазик е дијалект на бугарскиот. Ајде сега, нека го спори овој факт сега што ќе го кажам. Повелете. Неспорно е постоењето на бугарите. Неспорно е постоењето на бугарскиот јазик. Бугарите се азијатски народ. Секој бугарин, еве, нека прочита книгата на Јордан Тодоров, објавена во Варна 1980 година, се вика Зелениот гров, во која што има опис на етнички бугарин од 1366 година од французот Огист де ла Фрон, кој што ја посетил Бугарија. Ги опишува во свилени шалвари, тоа е веќе 14 век. Свилени шалвари со чалми, округли лица, коси и тенки очи, со конјска опашка на стап, наместо знаме. Тоа се етничките бугари. Денес се живи во Централна Азија, живи се во Волга, на Волга со главен град Казан, подоцна окупирани од татарите и денес е тоа област Татаристан во рамките на Руската Федерација. И денес тој јазик се зборува таму. Донски го објави насловот и дел од книгата на Халиков, бугарски активист од Казан на Волга,
двојазично, бидејќи е дел од Руската Федерација, на руски и на изворен бугарски јазик. И тој вели, јас сум представник на движењето за враќање на старото име на оваа област Бугарија, бидејќи ние сме бугари. Со нивниот јазик е турко-монголски. Дојде овдека 681 година начело со Аспарух. Велат се измешале со домородните словени. Македонци не сакаат да кажат. Меѓутоа, ги открива лагите првиот попис во Бугарија 1880 година. Го објави професорот Ѓорги Радуле од Софија. Скоро почина. Каде дојдоа 681 година, таму ги најдоа на попис 1880. По општини во североисточна Бугарија под Дунав. По општини од 57 до 95% и се декларира како стари или асли бугари. Ако ги исклучиме ромите, помаците и турците, све останато е македонци. Зашто? Затоа што според Полибија најголемиот антички автор и неговата историја во 39 тома, илирите и трахијците се македонци. Нивниот јазик е македонски. Ако го земе уште и Винко Прибојовиќ, неговата книга објавена во Венеција о пореклу изгодама словена, таму и илирите, и мизите, и тракијците се македонци. Со македонски јазик, историја и култура. Значи, денес во Бугарија жив е бугарскиот турко-монголски јазик. А они велат, вашиот јазик, за нас велат, вашиот јазик е бугарски. Па, дали ти знаеш турко-монголски? Еве да ги прашаме гледачи, дали сите овие што не седат знаат турко-монголски? Ја не знам. Мојот мајчин јазик е македонски. Тие да не зборуваат македонски, а нас не терат пред Европска унија да признаеме дека сме бугари со диелектна норма на бугарскиот јазик. Па ние збор не знаеме турски. Двата јазика, бугарскиот, турко-монголски, и денеска имаме друг бугарски јазик, го крстеле словенски. Па не може да има два бугарски јазика. Ако има два бугарски народи, по теоријата на државата и правото, тоа се два народа. Бидејќи јазикот е основно обележие на народот. Па тоа е срамота што се прави со Македонија. И све ова Европа го гледа и мижи. И не ги притиска нив да променат нешто, нас дошло овдека да ни кажува дека сме пиперки, ајвари, манџи, манастири, што не. Само да не спомне како македонци. Да, професорката Катица Чулавкова, ја поздравуваме од ова место, бајцата, со оглед дека даде една историска изјава, беше гостинка, се надаме дека ќе дојде повторно ова сезона. Подпредседател на ПЕН, најавторитетна институција во светот. Нема народ во светот кој сам себе се нарекува македонски, освен нашиот народ, од каде ја што потекнува. Нема народ во светот кој зборува на македонски како нема друг народ, освен нашиот. Има ли поголеми аргументи? Тоа во лице им го кажа на сите еминентни експерти, на најпрестижниот ПЕН клуб, како да го наречам, кој е најавторитетен во светот. Еве, на сето тоа, значи, вистината е на наша страна. Господине Дардо, ние имаме сега една ситуација кој, еве, токму сакам од вас да го слушне народот, јас го знам долго време, рековме 10 години. Зошто оваа заблуда? Денеска господин Мицковски упати силна порака и до Европската унија, да сите дека не сме играчка, дека не може некој со нас да се мајтапи. И ќе заклучам и спомна, ние сме дрво со корен. Значи имаме коренов систем, имаме историја и ја наброи. Поглед. Абе, што треба да се докажуваме? Не ќе да разговарам за собствениот идентитет. Мојот идентитет не сум го добил на референдум. Не сум го добил со декрет на влада или на собрание. Не ми го подарил некој. Јас мојот идентитет и јазик сум го наследил од моите предци. Нашиот јазик е исконски, свет, библиски, природен, генерички и пред се наследен. Никој не може да ни го земе наследството. Тој јазик е запишан во Обединените нации. И да ставиме точка више на таа тема. Нас гаранции не ни треба. Нити може некој да ни ги даде. Идентитет не се потврдува. Идентитет и јазик не се признава. Меѓутоа, се бара
да престане да се негира. Не смее да се негира. И ние треба да смениме стратегиите така, не да се браниме, не да кажуваме дека сме македонци. Тоа е наше неотугиво право. Ни го гарантира меѓународното право. Туку треба од нив да побараме да престанат да не негираат, затоа што е срамно. Негирањето на еден народ, на еден јазик е геноцид. А геноцидот е забранет. Сите акти што содржат геноцидни одредби се ништовни, непостоечки, не произведуваат правно дејство. Тоа е во буква А во меѓународното право. Секој студент по право го знае. Нема што ние да им докажуваме. Гаранции не ни требат. Аз спомна некој интент, јас ви го кажам, бркај го надвор, не седи на маса со него. Правник сте и еве од правната наука нешто да говориме за фактичката ситуација. Меѓународното право владе реал политиката, значи нема тука закони, нема тука некои норми, значи посилно, кај што има сила, правда нема. Но во дадена ситуација, кога имаш здрав стожер во куќата, во кој дефинитивно треба да ја представиш како незин репрезент, еве, во фактичката ситуација ја имаме, после толку клиентелистички 7 години, дефетистички и апокалиптични за Македонија, доведувајќи не оваа ситуација во која се најдовме, како ја гледате перспективата што тоа еве државата е заложник на голем број криминогени структури, коруптивни дејанија, партиски судови, партиски обвинителства и Македонија не може никако да тргне напред. Еве, како правник ве прашувам, каде ја гледате еднината на Македонија во сето ова? Види, Македонија е лулката на европската цивилизација. Првиот кодификатор на правото е Петруш од Таор. Со прекар управда, запишено во еден документ што се чува во Ватикан, наречен Јустинијана Вита. Животот на Јустинијан. Значи, тој е Петруш од село Таор, со прекар управда, во латинска транскрипција Јустинијан, што повторно излегува од македонското Истинијан, Вистинијан. Тој е еден од тројцата светски великани на историјата. Има многу великани што си ја додале придавката велики, да не ги редам, од Катерина, од Петар, од Наполеон, од Дотон, од кој не више, ама само тројца се вистински. Тие што направиле нешто величенствено не за својот народ, него за целата светска популација. Тоа се Александра со неговата универзална држава на Обединети народи, во кој сите народи, јазици и религии беа признати, се презираше робството и војната. И вториот е Константин, поточно Костадин, изворното име како што го нарекуваат арапите, кој што прв го воведе христијанството како една од официјалните религии, и третиот е Петруш од Таор, кој што го прв го кодифицираше римското. Го велат римско, ама он го кодифицираше правото во првата половина на 6 век, а Рим не постои од 5. 9 век. Во контекст на тоа, Јустинијана прима... Само уште една реченица и завршувам, ќе ми простиш. Со прашањето, во контекст, верувам, сака да кажете, правната наука, како се темели на неговото право, на неговиот кодекс. Колку се имплементира, еве, збориме за основоположеникот на правото, така, на религијата, и кога што имаме дека мека и медина за криминалци, за криминал. И дали може Христијан Мицковски, човек кој решил да направи реформи, прво менталниот чип на народот, а тоа е како да се почитува пред се државата, а потоа и правната држава. Еве, во контекст на тоа, бидејќи интересно прашање. Да. Со оглед дека ќе завршам 20 секунди само, најсуштествено дека овде во Македонија ќе видиме дека луѓето ни најмалку не ги интересираат вакви теми, бидејќи не ги засегат, не ги интересираат и се на сметка на честноста и искреноста на народот го оплячка македонскиот народ, го уништија, го продадоа, го распродадоа сето национален трезор. Но еве, дали Мицковски има можност, кога имаме партизација на судство, на обвинителство, таа спрега да се спротистави на неголемите предавници, криминалци, мафијаши и сето она што.
Наш единствен сојузник во ситуацијава, ние немаме големи сили кои што ќе застанат зад нас, како што Германија застана зад Хрватска и Словенија и да не ги редам. Нашиот единствен сојузник е правото, ама ние треба да инсистираме на него. Јас гледам овде состојби стотици случаи непроцесуирани. Да. Најтешките кривични дела во Македонија не се процесуирани. Од 250 пасошина криминалци, од модуларната болница, од набавката на вакцините, од хашките случаи за воените злосторства од 2001. Кој ги штити тие злосторници? Првата година. Па сега дојде до клучното прашање. За да можат да спроведат оваа политика, ние сега пред 20 на дена, како Македонски манифест и судот на моралниот суд, така, морална вистина, формиран од Македонски манифест, ја осудивме Европа заради геноцидот кој што го спроведува систематски од 1912 година и денес продолжува. Ние мора да се повикуваме на правото ако сакаме да се заштитиме. Меѓутоа, за да можат тие политики да ги спроведуваат и овој геноцид кој што е се уште актуелен и кој што се уште се спроведува, последно треба да биде идентитетот и јазикот, ова зашто денес се расправа со Гостинкава и Македонската православна црква како последниот столб на македонизмот. Ако ние сакаме да се одбраниме, мора да се повикуваме на правото. Не само Мицковски, и други се обидуваат да го применат правото, ама да ве подсетам. Дали знаете што се случи кога излегоа онија пин мерки, прислушкувани разговори со налог од суд и обвинителство, во кое што црпнатиот од муртинските бавши, а јас велам дека од нешто друго црпнат, нешто многу попогано, кога го слушавме како вели едно евро за вицето, едно евро за црквата. Барање подкуп. Знаете што се случи? Веднаш ни дојде трочлена делегација од Европската Унија, само што дојдоа во Скопје, прво што изјавија, сите се еднакви пред законот, ама Заев не смеете да го апсите. Што се случи сега кога Мицковски сакаше да го смени јавниот обвинител? Треба да образлагаме зашто, колку непроцесирани случаи има, колку криминали се случија наназад. Години наназад. Знаете што рекоа представниците на Европска Унија од Калето? Да не се мешаш у правосудството. И еве ја го охрабрувам Мицковски, тоа што започнал да го заврши. На тие луѓе што не има место во правосудниот систем, да ги тргне. Има начини, има правни средства. Народот стои зад него. Ако не го стори тоа, ќе ја изгуби довербата. Да немаме дилеми. Тој мора да расчисти со тие работи. А криминалците, зошто им требат на европјаниве? Па кој ќе ги спроведува геноцидните договори, геноцидните одлуки, геноцидната преговарачка рамка, геноцидната Лисабонска декларација, геноцидните одлуки на бугарскиот парламент и влада? Кој ќе ги процесуира? Ако не луѓе кои што ќе го штитат криминалот. Ние имаме инсталации и во судството, и во обвинителството, и во политиката, и во научните институции, и во новинарството. Да. Сите тие се со една кауза, да се брани каузата европска, да не нема. Нив Македонија им смета, да не се лажеме, ако сака, ќе не приме со акламација пред Хрватска и пред Сакам само нешто да ве замолам. Со оглед дека немојте погрешно, тоа е ваш став, јас не сум не дека јас не се повлекувам, не дека се дистанцирам, напротив, јас ве почитам како еден експерт, но Европската унија е дел од нашето живење, ние сме дел од Европската унија, но со достоинство. Ние имаме силни поддржувачи од Вишеградската група, тоа се словенски народ, како што се дене ги спомнувам, значи знаете, кои за Македонија даваат максимална поддршка, и ние не можеме да го се согласите со мене, еве, фрлаат дрва и камења по Орбан,
меѓутоа тие му направи еден блок на бугарите, на таа шизофрена политика што ја водат тие европратеници, кои видовме како вординг имат, но дали е време Европската Унија да веднаш направи ресет и да стави дакта на вакви шизофрени геноцидни политики, тоа се некои групи, само уштоваме, молам, другите минути се ваши. Јас во предпоследната колумна дадов, не дават медиумите, не дават новинарите. И тоа се прашувам зошто. Од тука ми доаѓа прашањето што велам, бугарски блокади, играриите и македонските предавници, кои работи за туѓи бели дворови и штета на своето поколение. Па да, мој, од тука доаѓа. Од тука ова е цело време што ја зборам. Што вели господинот Венецки. Значи мора да се спроведат тие идеи кои се зацртани. Но, да бидеме јасни, Македонија мора да биде интегрирана, свесна дека ваквиот начин на однесување и политика што ни сервира Европската Унија не може да помине. Вашите 3 минути се, како ја гледате перспективата иднината Македонија врз основа во наредните 3 години, да речем? Томич, не е проблемот во нас. Ние знаеме што треба да направиме. Мислам дека не знаат што прават нашите соседи, пред се Бугарија. Не можеме да го игнорираме фактот дека мнозинското население во Бугарија сме иста крв, иста генетика, иста антропологија, иста култура. Ова што се случува, омраза, ова е невидено нешто по социјални мрежи, се шири омраза, благодарение на ова што ни се навропа од Европа. Бугарите се само извршителите. Машата. Идејниот творец е некој многу помоќен. И во ова истата дилеја имавме и во моралниот суд. Кој е тоа? Дали може имаат моќ и сила бугариве, грциве тоа сами да го направат? Дали тоа, почнем за Александар Народот ни кажа кој е. Александар Адам, заборев, се извина, морамо да дојасна. Значи, го поставив со слика Александар Адам и Бујар Османи. Значи, авторот на бугарскиот или францускиот договор, тет-а-тет. Медиумите не го покажува тоа. Остави го Бујар Османи. Таа приказка е завршена. Тој беше ставен наменски и си ја заврши задачата. Кој следниот? Бујар 2, да речам. Дали човекот денска што се сретнал со Марта Коси вели, ние сме подготвени како СДСМ да продолжиме? Ама нивната политика е јасна, антимакедонска. Од 91 година, од онаа фамозна приватизација со која што беше оплечкан македонскиот народ и држава до сега, све се антимакедонски акти. Не икем да разговарам. Модерно, Јас сакам, нашата иднина е во седнување со бугарите, не да разговараме за идентитет, не за историја, него за она што не чека. Бугарите не можат да сватат дека ние македонците единствениот греф, ние што сме словени, во антиката Венети, што е синоним за словени. Ние сме колатералната штета на големиот цивилизацијски судир меѓу источната и западната цивилизација. Да ве потсетам што рече Карл Билд, најголема закана за западната цивилизација се словените и православието. Да ве потсетам на Ален Далас и плановите за уништување на словените. Да ве потсетам на Јохан Готфрид Хердер 1791 година, кој што вели словените живеат на целиот европски континент, ги држаја на убавите места, меѓутоа беа уништени од своите соседи најмногу од германските племиња. Исчезна од британски острови, исчезна од Франција, исчезна од Италија, исчезна од Швајцарија, од Германија, од Крит, од Пелопонес, сега сме овде наред. Дали сваќаат бугарите дека во овој програм цивилизацијски утре они ќе дојдат наред? Да се паметни, треба да не чуваат како капка вода на дланка. Така е, согласувам. Они да застанат за нас. Они да не бранат, за да можат утре сами да се одбранат и да има кој нив да им помогне. Гледај само еден детал ќе ти кажам. Го објави Слободан Богоевски. Не е неук човек. Има и книги на оваа тема. Најинформиран. Нема шанси да не е информиран. Викам најинформиран. Во учебниците до сега албанците учат дека се потомци на илирите и дарданците, а сега во учебници внесоа дека се потомци на илирите, дарданците и тракијците. Значи, нивните амбиции не се до Вардар, не се до Свети Николе, не се до Делчево, него им пораснаа до
Црно море. Ова треба да го знаат бугарите, за да знаат колку да бараат за сојузник. Стратешки партнер на Западот не се ни бугарите, не се ни грците, него албанците. Грција се албанизира. Цел Балкан се муслиманизира. Договорите за реадмисија ги подпиша Заев, со кој што треба илјадници, стотици илјади бегалци да ни се враќаат од Европа. Подпишани што уште 2017-18 година. Барани се со циркуларни писма локации за прифатилишта низ цела југоисточна Македонија. Зошто за ова никој не пишува? Да. Ти имаш колеги новинари. Јас спомнам дека новинари ретко да се најдат од Македонија, а богме навадавачи или да речам полтрони или луѓе кои љубат пари има многу. Ви благодарам многу што бевте мој соговорник, дека извор сте голем за информации, за разговор. Ви посакам добро здравие и очекувам дека ќе се гледаме ова лето. Имаме за што збориме. Беше задоволство. Повели. Дали имам уште една минута? Ајде. Повелите. Мислам дека е клучно прашање кое што треба да го кажеме. Никој нема ништо против бугарите. Нека влезат и тие. Ама под рамноправни услови, под услови на реципроцитет, за да се решат сите проблеми, да ги спроведат 14 правосилни пресуди од Страсбург, да ги внесат македонците во бугарскиот Национален совет? Не е Национален совет, во Уставот. Уставот, добро. Тоа е реципроцитет, Да. во совет да влезат. Не, мислам на идеја на предлогот на премиерот што Тоа е предлог. Јас како правник зборувам, реципроцитет се знае што ми ги да влезат и да уставот. влезат. Тогаш ќе престане потребата од историски комисии, од преговарачки рамки, од протоколи, од се. А вака бугарите внесува услов без исполнување на услови, без укинување нови и поништување нови геноцидни акти, ќе биде тројански коњ. Бугарите не бараат да влезат обично во уставот, него како државотворен народ. Не има видеа. За жал новинарите ова го премолчуваат, политичарите го премолчуваат. Ако бугарите влезат како државотворен народ, знаеш ли што ќе биде? Творци нова држава ќе бидат македонските бугари заедно со македонците измислени од Тито, кои исто биле бугари, со другите заедници. Исчезнува антифашистичката борба, исчезнува македонскиот народ и јазик и ова ќе биде втора бугарска држава, како што е Косово втора албанска држава. Ви благодарам многу. Наистина непресечен Благодарам извор и на сте тебе. за задоволство и чест. Почитувани Дардан Венецки, навистина експерт, историчар, беше задоволство што беше мој соговорник и ваш. Верувам дека ве остави без див, по позитивна смисла на зборот. Научивте, слушнавте нешто што до сега немавте можност. Пораката ми е јасна дека ова емисија е повик за буден и одбрана на Македонија во време кога играчите и предавниците се обидуваат да ја разнишат нашата државност. Ние ја истакнавме вистината како најмоćно оружје. Бидете живи, здрави и останете натаму со програмите на Виста телевизија. Влеговме малце повеќе. Благодарам и на одговорниот уредник. И во петок ве очекувам во иста ексклузивна емисија во магазин со Томич. Пријатно вечер. Етно време. Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо.